Утре православните христијани го празнуваат празникот Возвишение на Светиот Крст или кај народот познат како Крстовден. Празник кој се слави во чест на наоѓањето на крстот врз кој бил распнат Исус Христос и во чест на неговото враќање од Персија во Ерусалим. Поради неговата чудотворна моќ крстот е наречен и животворен крст. Светата православна црква утре го чествува споменот на воздвижението на честниот Христов крст. Празник кој што е востановен веќе да речеме во 4 век, именно како што знаеме од историските податоци, светата царица Елена, мајка на познатиот цар Константин Велики, кој што всушност со познатиот Милански едик во 313 година дал слободно изразување на својата вероисповед, односно на христијаните им дал потполна слобода за исповедување на својата вера. Откако отишла да се поклони на светите места каде што живеел нашиот Господ Исус Христос овде на земјата, посакале да го најде и честниот крст, па според преданиите барали на повеќе места и според окажувањето на еден јудеец го нашла честниот крст под храмот на некои идолски богови, не се сеќавам кој беше. И откако ги наше откако ги наше трите крста, Христовиот и двата на разбойниците, се појавила она недумица кој од тие три крста е всушност вистинскиот Христовиот на кој што бил распнат нашиот Господ и Спасител. По Божја промисла во тоа време поминувала поворка со мртовец и царицата наредила да биде сопрена поворката, и откако ги доближиле сите крстови на покојниот воскресно, откако бил доближен до него животворниот крст Христов, пошто било знаено дека тој крст е токму оној вистинскиот кој што го барале. Историјата сведочи дека овој настан се случил во 326 година, точно на овој ден, и токму затоа и востановен овој празник како спомен на пронаоѓањето на честниот крст Христов. И според типикот пропишен од православната традиција, овој ден е строг пост. Од една страна овој празник е радосен, но од друга страна, знаејќи дека нашиот Господ и Спасител страдал на крст и својот живот го положил токму на ваков начин на мачење со распнување, црквата востановила овој ден да биде строг пост, каде што исто така си спомнуваме и за страдањата Христови. Утре во православниот храм Свети Великомаченик Ѓорги ќе се одржи утрена златоустова литургија на која верниците ќе се помола за здравје и среќа на најблиските. Црквата празнува два празника поврзани со честниот крст: зимскиот крстовден или кај народот познат како Водокрст, и есенскиот крстовден кога се празнува возвишението на Светиот крст на кој бил распнат Исус Христос.